Јас сум оно дете. Здраво, умни деца! Веќе предпоставувате за што ќе разговараме денес, нели? За фудбал. Ти играш фудбал? Јас играм секој ден во мало и на одмор на училиште. Да видиме кој ја измислил оваа древна игра. Фудбалот нема еден единствен измислувач. Тој се развивал постепено низ историјата. Еве како настанал. Игра со топка постоела уште пред илјадници години. Во Кина, пред околу 2000 години, играле игра со кожна топка полна со перја. Во античка Грција и Рим имале игри со топка што потсетуваат на фудбал, и ацтеките исто така играле игри со топка. Овие игри биле различни по правила, но идејата да се удира топка е многу стара. Модерниот фудбал, како што го знаеме денес, започнал да се формира во Англија во 19 век. Различни училишта играле своји верзии на игра со топка, без заеднички правила. Понекогаш играта била многу груба. В 1863 година е официјалното раѓање на модерниот фудбал. Во Лондон се основа фудбалската асоциација FA и се создаваат првите унифицирани правила. Топката се игра главно со нозе. Не се дозволува носење со раце, што подоцна води до одвојување на рагбито, каде што е дозволено држање на топката во раце. Хе-хе. Чао. Се формираат основни правила на денешниот фудбал. Од таму спортот брзо се проширил низ Европа, а потоа и целиот свет. Полека почнале да се формираат клубови. Во 1857 Шефилд, официјално најстар фудбалски клуб во светот од Англија. Клубовите најпрво играле пријателски надпревари, бидејќи не постоеле лиги. Почнале и првите надпревари и турнири. FA Куп прво во 1871 година. Првиот голем турнир во историјата. И денес е најстарото фудбалско надпреварување што се уште се игра. Почнуваат да се раѓаат лиги и така се создава англиската фудбалска лига, оформена во 1888 година со 12 клубови. Ова е почетокот на организиран фудбал во форма на сезонски лиги. Британски морнари, работници и инженери го пренеле фудбалот. Во Шпанија, крај на 19 век, настануваат клубовите Билбао и Барселона. Во Италија, клуб Милан во 1899 година и Јувентус во 1897 година. Во Јужна Америка, британци го носат фудбалот во Аргентина, Бразил, Уругвај. Многу брзо станува најпопуларниот спорт на планетата. FIFA е создадена во Париз во 1904 година од 7 земји: Франција, Белгија, Данска, Холандија, Шпанија, Шведска и Швајцарија. Целта била да има меѓународни правила и надпревари. Првото светско првенство е во 1930 година, организирано во Уругвај. Учествувале 13 репрезентации. Победник Уругвај.
ја победила Аргентина 4:2 во финалето. Светското првенство станува најголемиот спортски настан на светско ниво, после Олимписките игри. Денес фудбалот се уште се развива, како и неговата видеотехнологија наречена VAR, се формираат многу тактики и формации, се градат огромни стадиони, а фанови има милиони и милиони. Толку за денес, за фудбалот. А сега време е да играме. Фудбал или било кој друг спорт. Тоа е секогаш добра идеја. Довидување, деца!